Националниот сојуз на лица со телесен инвалидитет на Македонија, Мобилност Македонија, викендов во големата сала на Даре Џамбаз во Скопје го одржа 26-тото издание на Републичкиот квиз надпревар за лица со телесен инвалидитет на Македонија. Надпреварот и во двата дена се спроведе со строго почитување на мерките за заштита од ширење на COVID-19, со дезинфекција на раци и нозе на сите учесници, мерење телесна температура со бесконтактен термометар, подпишување изјави за согласност и прифаќање на ризик. На надпреварот учествуваа 12 екипи поделени во 4 четвртфинални групи составени од по 3 екипи. По одржување на 4 четвртфинални квиз надпревари на 26-ти, двете првопласирани екипи од секоја четвртфинална група се квалификуваа за полуфиналните борби, а 4 екипи кои се пласираа на третите места го завршија својот настап на годинашниот надпревар. Во полуфинале влезе екипата на Мобилност Кочани. На 27 септември се одржаа двата полуфинални квиз надпревари. Во првиот полуфинален квиз надпревар, првото место го освои екипата на Мобилност Кочани во состав Горан Војновски и Васил Чоилиев, со освоени 117 поени, додека на второто место се пласира екипата на Мобилност Скопје. Во вториот полуфинален квиз надпревар, првото место го освои екипата на Мобилност од Велес, додека на второто место се пласира екипата на Мобилност Радовиш. Финалниот квиз надпревар донесе нова возбуда и солидно знаење од страна на сите учесници. После многу промени во радоследот на екипите во текот на играта, на крајот најмногу знаење и умешност покажа екипата на Мобилност Кочани, која го освои првото место и титулата шампион на знаење за 2020 година, со освоени 80 поени. Учествува во квалификациите фактички од сите градови во Република Македонија учесници и потоа во Скопје во финалните надпревари учествуваат 12 екипи, од кои Мобилност Кочани во состав Василчо Илиев и јас освоивме прво место. Имаше прашања од сите области, имаше историја, географија, спорт, наука, разни области, музика, филмови и така. Првото место пред се малку знаење и среќа во прашањата и брзи прсти, поради тоа што повеќето игри се кој побрзо ќе го притисне тастерот. Второто место и припадна на екипата на Мобилност Велес со освоени 57 поени, третото на екипата на Мобилност Радовиш со 44 поени, а четвртото место и припадна на екипата Мобилност Скопје 1 со освоени 34 поени. Овие 4 екипи воедно ќе бидат носители на четвртфиналните групи на следниот 27 поред Републички квиз надпревар во 2021 година. На правопласираните 3 екипи и на незините членови ќе им бидат доделени плакети за учество и за освоен пласман. Сдруженијето на лица со телесен инвалидитет Мобилност од Кочани функционира долги години и е едно од поактивните во државата, со учество на бројни надпревари ширум републиката. Војновски побара помош за донација за Сдруженијето. Сдруженијето ги има сите услови за работа, меѓутоа моментално ни фали компјутер, па ги повикувам тие што можат да донираат, не мора да е нов некој подобар компјутер, пошто компјутерот во Сдруженијето моментално е од 98 година и многу споро отвара и не можеме добро да работиме. Сдруженијето Мобилност Кочани е меѓуопштинско здружение кое ги опфаќа лицата со телесен инвалидитет од општините Кочани, Виница, Берово и Делчево и брои 360 членови. Во моментов поради здравствената криза со COVID-19 е со намалени активности и многу планирани тематски работилници беа одложени, како и учеството на одредени надпревари на ниво на држава, во кои Кочанското здружение секоја година зема учество и освојува први места на државно ниво.